Американската моќна компанија Amphenol, која што во Кочани веќе има Brownfield инвестиции, годинава отвора трета компанија, која што ќе биде изградена како Greenfield инвестиција. Претходните две се сместени во постоечки погони, додека за следната ќе се гради нова фабрика, нов капацитет, исто така во Кочани, во која што до крајот на годината ќе се вработат 550 лица. Заедно со досега вработените, до крајот на оваа година ќе имаат вкупно 1300 вработени лица. Од разговорот на градоначалникот на Кочани Радко Димитровски со странските инвеститори, тие потврдиле дека условите за инвестирање во општина Кочани се доста поволни, дека кадарот со кој располага општината и регионот се доста квалитетни и дека нивните бизнис планови и профити се позитивни и токму од тие причини веќе одлучија да го градат и третиот капацитет на американската компанија Amphenol. Ова инвестиција докажува дека мерките кои што се превземени од страна на нашата влада и задоволството кај инвеститорите покажуваат дека биле во право и дека со новата инвестиција, со новите над 500 вработувања, ќе имаме бенефит и ние овде кои што сме во Кочани, кои што се грижиме за намалување на невработеноста, а воедно ќе имаат бенефит и странските инвеститори кои што пред неполни 2 години се вклучија, дојдоа во Кочани и видоа мощне, погодно тло каде што можат да ги реализираат своите инвестиции. Нова инвестиција најавува и холандската компанија Антура. Овие денови и една друга мощна голема странска компанија која што веќе инвестираше во општината Кочани и која што има преку 200 вработени, тоа е компанијата Антура од Холандија, која што е Greenfield инвестиција, веќе ја најави својата втора фаза, односно зголемување на капацитетите уште за онолку колку што ги има досега. Инаку, невработеноста во Кочани е преполовена или поточно од 2006 година беа регистрирани 11.000 невработени. Денес во Кочани има 5.300 невработени. Тоа е резултат не само заради Amphenol, туку заради сите оние кои отворија нови компании во Кочани или пак ги проширија своите капацитети и вработија нови луѓе.